Проекциите на Европската комисија за економски раст на Македонија од 3,2% годинава и 3,3% во следните 2 години се јасен сигнал дека земјата се движи во позитивна насока, смета министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Таа вели дека зголемената проекција за 2025 и 2026 година е потврда за стабилноста, издржливоста и довербата во економските политики кои ги спроведува владата. Кочовска потенцира дека растот на бруто домашниот производ во првите 6 месеци од годинава бил повисок од очекуваниот и подржан од инвестициите, приватната потрошувачка и подобрените извозни перформанси. Таа очекува јавните вложувања во инфраструктурата како инвестицискиот циклус на компаниите да бидат главни двигатели на растот во следните години. Постепената стабилизација на инфлацијата пак според неа ја зајакнувала економската предвидливост. Реализацијата на големите инфраструктурни проекти и спроведувањето на реформите од планот за раст на Европската Унија ќе имаат поголем придонес за уште побрз развој. Овие позитивни сигнали од Европската комисија се силен поттик да продолжиме со одговорни политики што ја зајакнуваат економијата и го подобруваат животниот стандард на граѓаните. Како влада и како Министерство за финансии остануваме посветени на стабилни јавни финансии, фокусирани инвестиции и реформи што го забрзуваат економскиот развој. Европската комисија во јасенските проекции нотира дека Македонија има напредок на полето на фискалната консолидација и дека очекувањата се буџетскиот дефицит да се намали до нивото од 3,2% во 2027 година. Комисијата наведува дека остануваат ризиците врз економијата на умерено ниво. Домашните ризици потекнуваат од намалувањето на потрошувачката на домакинствата како резултат на инфлацијата или евентуални проблеми при реализација на инфраструктурните проекти, додека надворешните ризици поради индиректните влијанија кои ги имаат американските царини преку извозот на автомобилски компоненти во Германија, која е наш најголем трговски партнер.